Некаква социјална помош? Да, 3000, али под кирија сум. Се уште сум под кирија, еве го више 2 години, ми е стемнато. Бев у социјално, у синдикати бев, сегде отидов, значи нема чаре. Сега вас ќе ве замолам или граѓаните, ама првом ќе го замолам господинот Груевски, он беше тука. Значи немав намера дека тоа ќе испадне така, се извинувам од господинот Груевски, не сакајќи тоа ми се случи, али тоа му стегнав раката, нека ми прости цела Македонија и он. Значи, како што прости Господ и он нека прости, значи му стегнав раката и ми спомна 2 пати шпушти ми е раката. И ја реков, господине, викам, куќа ми треба. Господине, викам, куќа ми треба. Он рече, земите му го бројот и не ми се јави. А не е само на време за глас. И он треба да постапи кај ромите, не сум јас само. Али јас како ромин и граѓани на Република Македонија, но тоа јас си го барам моето. Пари не барам, куќа барам од господинот Груевски. Но ако може да ни помогне, ако не, нека ни каже, не можам за тоа лице да му помогнам, нека ми прати некако апел. И сакам знак да ми даде. Пред избори, дали добивате помош? Не, никакви. Он ни вети дека само за исто ќе го наречаме господинот Чадиев, рече ќе добивате нешто, работа едно друго, ја не работам никаде. Јас се храниме ние од континери. Значи ти тоа го фрлаш, шишиња едно друго, еве се една господја ми даде врата, џам, ламперија, не знам таму некој шатор за да покријам барем една шупа, али спие под мостот со моите деца у тоа зимно време. И ако може, Груевски, молим те, нека дојде или на Прцорек, или некаков да ми даде телефонски број од него, нека не се крие слободно. Значи, ние ромите, македонците, слободно сме, за него сме тука. Ако треба и крв ќе даваме за него. Ама да не се крие, нека испадне.